Секогаш е добре дојдени убави зборови. Кај да појдете, кај да, со кого да се сретнете, ќе видите дека секогаш е добре дојдени убави зборови. И во контекст на тие убави зборови ќе зборуваме и ние денеска убави зборови. И знаете како? Ако нешто се нарекува фамилија, ова нека слушаат тие што се и на подоматик, тие што решаваат некогаш да ги посетуваат овие, тие што времето им е лошо и не можат да посетуваат домашни групи. Ако сте дел од фамилија и ако се собирате на фамилиарна вечер или било што, ќе ви биде криво и за тие што нема да дојдат. Секогаш. И ќе остане дури тој гор вкус на тој што нема да дојде, а вие сте сакале многу да дојдат. Разбирате? Но, кога ќе се соберете, фамилиарната, како да кажам, трпеза и тоа чувство на фамилија, никогаш нема да се отиде. Така да, ова е фамилија. Ова пред се е фамилија. Ова постојано го докажуваме дека е фамилија. Не со тоа колку ќе дојдат, со на начинот како ние се изразуваме. Така да, јас не знам вие како го гледате. Не знам како го гледат луѓето што идат или што не идат. Или одлучуваат да бидат постојани или непостојани. Но јас ова го гледам како фамилија. И на таков начин ќе се охрабруваме, ќе се утешуваме, понекогаш и ќе си грешаваме. Но кога сме фамилија, ќе можеме да се издигнеме. Имаше потреба да го слушнеме секова. Знаете како, после големи настани како конференцијата, може да дојде да период каде што понатаму. И Дарко тоа што го збореше во пророштвата, баш така треба да гледаме на работите. Што понатаму со пророштвата? Што понатаму со сето тоа што беше кажано? Што понатаму? Но ако оставиме во ваква инкубација, каде што фамилиарно ќе ги разговараме работите, каде што фамилиарно ќе ги соочуваме и грешките, но и убавите нешта, ние секогаш ќе растеме. И верувајте дека ќе се одразува и во нашите срца, и во нашите души, и во нашите умови, него ќе се изразува и во бројката на постеността и на овие служби, но и во бројката на спасени луѓе, ако можам така да кажам. И не знам вие дали приметувате. Не знам со некого зборе последно време, дали беме на некој состанок од ЕПИ, но и тоа е понекогаш буквално докажано историски, каде што има во луѓето не само болка, каде што има во луѓето многу неразбраност или неможност да се видиме кај сме, што сме, кој сме. Таму секогаш Светиот Дух е да пристапи и преку таа љубов да донесе надеж во. И не за џабе е тоа зборување за надеж, што Зоран го зборуваше, мислам дека 2 пати во овој месец. Знаеш, Зоран, што видов? Пред 3 години, во истиот месец, сум зборел на истата тема со истиот наслов. Вера, надеж, љубов. Пред 3 години. И Зоран рече, ова нешто има во духот, затоа го приметив и најверојатно и тогаш било потребно. Ја не знам стварно зошто овој месец. Знаете ли зошто не е? Тоа било, јако сум зборил 25-ти. Знаете зошто не е истиот датум Зоран кога зборуваше? За да не ни стане традиција. Да, Светиот Дух нема да дозволи да стане традиција. Да бе, тој месец е само за тоа и така. Не, но осетливоста во духот мора да постои. Посебно за ние што се нарекуваме духовни битија. И Зоран зборуваше за вера, за надеж, ама не стигна да начини за љубовта. Така да јас денеска ќе ви зборувам за љубовта. Не исцрпена тема, не можете да исцрпите таа тема, зашто вика се ќе помине, пророштва, поучувања, се ќе помине, ама љубовта ќе остане. Знаете како нас на небото нема да ни требаат пророштва? Нема да ни треба нас на небото поучување, али љубовта останува таму. Да сме во таа состојба на љубов и да живееме во истата. Така да, ајде ќе видиме. Знаете како понекогаш имате многу што да кажете и сакате многу што да кажете, али Светиот Дух ви вика не. Ја ќе го распоредам како тоа ќе оди и ќе функционира. Ајде бака ќе направиме. Ајде ќе се помолам. Ќе се помолам да едноставно легнат овие работи. Ќе се помолам да едноставно ги отвориме умовите и на вистински и срцата пред се, на вистински легнат овие работи. Тато јас ти благодарам што си прекрасен, Господе, и те благодарам што ние имаме шанса да го слушаме сето ова. Може би некој во моментов ја нема таа шанса, но фала ти за таа шанса да го слушнеме сето ова што ти сакаш да ни го кажеш, Господе. Јас едноставно прокламирам отворени срца
во сите нас да може тоа што е од Тебе да влезе, Господе. Нека се што е човечко си оди, Господе, на крај на службата, али тоа што е од Тебе така силно делува, што навистински ќе смени начини на размислување, навистински ќе смени начини или светогледи, но ќе смени и животи. Јас верувам во тоа, јас верувам дека Ти си долго трпелив, но Бог и од акција. Бог каде што преку една проповед можеш да смениш срце. И затоа Ти благодарам за таа сигурност што имаме во Тебе. И таа доверба што ја градиме во Тебе. И таа доверба што ја градиме меѓу нас, меѓу браќата и сестрите, Господе. Фала Ти за се. Фала Ти во името на Исус. Амин. Ќе мора да пивнувам вода, мора гласот да очувам. Среда, сабота е близко. Ајде почнемо одма со стих. 1 Јованова, 3 глава, 1 стих, познат ми е, мислам дека на сите ви е познат. Гледајте каква љубов ни дарувал таткото, да се нарекуваме Божји деца, а тоа и сме. Еднаш размислував за ова. Зошто вика Божји деца, а тоа и сме? Знаете ли зошто е и тоа и сме? Кога не размислуваме дека сме Божји деца, кога ни бега умот и кога се викаме леле кои сме, ова ни е потврда. И кога нема да размислувате, вие сте Божји деца. Немојте да го заборавате тоа. Затоа има потреба тука да потврди, а тоа и сме. Имаме Божја љубов, прекрасна љубов, да се нарекуваме меѓу нас и самите нас Божји деца. Но и кога подзабораваме, знајте, тоа сте. Вие сте Божји деца. Сте Божји деца. И ова го прочитав намерно за да направиме таква атмосфера, да овие работи легнат едноставно во нас. Знаете како? Пред можеби 4-5 години ми се ја бев на работа, Данче ми се јави и ми рече имав една визија, беше многу силна и толку што беше силна, што ја бев со луѓе тука, со неколку, додека ми кажуваше, само солзи ми течеа, па морав да објаснувам после зошто ми течеа солзи или како, но визијата беше интересна. Нема да ја кажувам во детал, зашто некои работи се големи и ја уште не сакам да ги зборувам не од тука, али дел од визијата беше, вика, Господ ти дал стих од од Евреите 5 глава, каде што кажува, кај што го споредува Исус со свештеник по редот Мелхиседеков. Да. И ја не знаев, стварно не знаев што значи тоа, стварно не знаев да и кажам. Она рече што значи ова. За другото не можев што да кажам, ама за ова стварно не знаев што во моментот би значило сето тоа, но зборувајќи со еден пријател, многу мој драг пријател и можам да кажам слободно, можете да имате повеќе духовни татковци, можете, така? Еден од духовните татковци, некој што навистина посвети време, внимание да растеме во тој период и до ден денес. И зборувајќи со него ми вика вака, ја не знам ова што значи, но знам еден што проповедаше на истото. И за ова не го кажувам да јас тука се издигнам што Господ има спремено само за мене, зашто ја не верувам дека е само за мене, а и човекот што имал и визија и пророштво за истите стихови, не верува дека е само за еден, за двајца, него за генерација. И вика, ми кажа човекот, вика, има еден пророк што проповедаше на истото и вика дека имал визија и вика ќе дојдат во последните времиња, зборувајќи за сега, не во последните времиња кога нели каде што Библијата не е јасна или каде што кажуваме до 70 година се, него збори за сега. Ќе дојдат во овие времиња учители или проповедници што ќе зборуваат, што ќе бидат по редот на Мелхиседек. Што значи тоа? Знаете како, кога се менјавало свештеништвото, се менјавало и законот. Таму во Евреите го пишува тоа. И така да ќе се донесе закон, а тоа е закон на љубовта, каде што вика тие проповедници ќе вадат од срцето на Бог и ќе зборуваат. Можеби нема да зборуваат секогаш што нешто научено и нешто што се повторува генерацијски, како доктрини или како традиција, него ќе вадат од Божјото срце. И верувајте, кога почнав да размислувам така, ја почнав да гледам генерација на такви луѓе. Каде што навистински, секој што сум го поканил на тинеџерскиот час да дојде и да им зборува. Знаете што вика за децата? Јас сум видел деца, ама вакви деца што го сакаат Бог, не сум видел. Ова ви го кажувам, ми е потврдено. И ако ми ласкале, јас знам дека е вистина.
така размислуваат. Така да ја гледам генерација. Гледам генерација на луѓе што ќе зборуваат од срцето на Бог. Зашто поинаку не може, луѓе. За се си имало време. Не дека тие не збореле претходно од срцето на Бог. Не станува збор за тоа. Него станува збор за испитување на длабочините на срцето на Бог. Каде што основата, темелите, прегранните ѕидови, се е љубов. Се е љубов. Амин. И ова го кажав да размислувате на таков начин. Да размислувате дека на вистински има иднина и надеж. Не за Македонија, за светот. Не само за Македонија. Најде го 1 Јованова. Јован зборува многу за љубовта. И некако ми е практичен кога зборува за љубовта. А знаете, Павле бил најголем закониста и после ги кажува најубавите поетски стихови може за љубовта. И се си има тоа. Љубовта те прави да си практичен. А кога си бил под закон и кога си имал недостаток на љубов, Господ првен тоа ќе ти го објасни. Знаете што? Ја мислам дека меѓу нас има луѓе со поголеми визии од Павле. Мислам, имам слушнато. Павле го виде Исус, одејќи на кај Дамаск, го виде Исус, ослепе, прогледа и тргна. Знаете, може би немаме храброст многумина како Павле, но имаме видение и поголеми. Ме разбирате што сакам да кажам? Така да понекогаш ни треба таа храброст или тоа откровение дека Бог е љубов и дека Бог пред се ги сака луѓето. Пред се. И затоа Исус можеше да рече: а вие ќе поправите и поголеми чуда, зашто ќе имате истата љубов со која мене Бог таткото ме засака. Истата љубов. Гледайте каква љубов ни дарува од таткото, ова го веќе го читаме. Одиме колки 1 Јованова 4:7 до 13. Мили мои, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бог и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бог. Знаете што е интересно тука? Вика, мили мои, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бог и секој кој го љуби од Бога е роден и го познава Бог. После тоа не вика и ќе видиме и така љубете го Бог, него вика меѓу себе. Меѓу себе вика љубете се. А некој, а кој не љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Не значи дека не е спасен. Кој не љуби, кој не одлучува во срцето да љуби, не го познава Бог, дека Бог е љубов. Тука не пишува тој е за никаде. Тој не е спасен, него му клима спасението. Не, него не го познава Бог. Божјата љубов спрема нас се покажа со тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Вие, Божјата љубов се покажува. Божјата љубов има дела кои покажуваат. Божјата љубов го натера Исус да се симне, да воскресне и пред тоа и да пострада. Љубовта е во ова. Не дека ние го засакавме Бог, туку тој не засака нас и го испрати својот син како жртва за помирување на нашите гревови. Љубовта е тоа, луѓе. Ќе кажем понатаму пак, ама сега ќе кажем. Да не си дозволиме луфта во нашиот живот. Да љубовта ја сведуваме, да Божјата љубов ја сведуваме само на чувства и на емоции. Чувствата и емоциите бираат. Бираат што им угодно, а што не. Божјата љубов не бира. Божјата љубов прифаќа. Во Божјата љубов нема осуда за никого, ни за тебе. За никого, ни за тебе. Мили мои, ако Бог не засака така, гледај што вика, и ние треба да се љубиме еден со друг. Не вика, ако Бог не засака така, тогаш дајте и ние така да го љубиме. Не, вика, тогаш и ние да се љубиме еден со друг. Јован доживеал, може би, најголемо откровение за љубовта, зашто му спиел наградите.
И кога му спиел наградите, најверојатно го слушнал дека срцето му чукало на Исус за луѓето. И затоа рекол, а вие, затоа и ние да се љубиме еден со друг. Никој никогаш не го видел Бога. Ако се љубиме еден со друг, Бог е во нас и неговата љубов станува совршена во нас. Амин. Тука сум запишал, знаете, понекогаш имаме тенденција и тоа гледам дека се повторува, но во многу мал број, што исто ме радува. Ние луѓето треба да престанеме еднаш за секогаш да ги праќаме во пеколот. Еднаш за секогаш треба да застанеме и да речеме не. Ние нема да ги праќаме луѓето во пеколот. Пази, понекогаш тоа го кажуваме зашто ги сакаме. Љубовта поинаку се изразува. И тука сум пишал, не ги праќај во пеколот луѓето, него сакај ги и верувај дека ќе ги видиш во рајот. Амин. Сакај ги луѓето и верувај за нив дека ќе ги видиш во рајот. Исус веруваше, луѓе. Исус исто така беше во тело и мораше да верува. Мораше и затоа можеше да појде на крстот. Исус се виде живата надеж. Тешка е оваа беседа да го поминам крстот, ама кој ќе ги видам луѓето спасени и со мене во рајот, јас ќе го направам ова. Јас ќе го направам ова. Љубовта дава авторитет и сигурност дека нема да го злоупотребиме. Разбирам ова. Ова е многу убаво, ама и опасно. Вистинската, Божјата љубов ви дава авторитет врз луѓето. Но и опција дека нема да го злоупотребите тој авторитет. Преку Божјата љубов нема да злоупотребите авторитет, него напротив. Ќе го имате авторитетот на Исус, кој иако поголем од сите, им миеше нозе на учениците. Кој иако поголем од сите, им служеше на секаде на луѓето. На секаде луѓе. Раздаваше надалеку. Знаете, ако ова го кажувам, дека мора да го правиме, тогаш е опасно. Тогаш е закон неиздржлив. Не за љубов, за било што да зборува. Тоа е закон неиздржлив. Вие морате. Не, ние сме оснажени. Ние сме досегнати со ова да сакаме. А еден ден ќе засакаме. Господ е долго трпелив, нигде не се брза. Петар им вика, Господ ради вас не се симнува уште. Ве чека да го разберете за сите да ве спаси. Инаку сега има шанса да се симне и покол да биде. Ама не е така. Господ е долго трпелив, луѓе. Долго трпелив. Петар вика, имајте таа надеж, што е пред вас, што ја видовте во Христос. Иако вика сега може би сте некој во маки, значи иако сите меѓу нас на некој начин, иако сме во некакви маки, гледате на таа надеж. Зашто Јаков кажува, испитувањата го градат карактерот, носат долга трпеливост во која ние растеме и на таков начин се гради карактерот. И ја ова ќе продолжам не само да го зборувам, него и да го покажувам. Ја вистински сакам да растам и растам во ова и сакам да го покажам на луѓето дека на вистина долга трпеливоста е можна, зашто не е од тебе и на вистински го гради карактерот. Се согласуваме со ова? Ајде најди го колку е Евреи 10 глава, 23 до 25 стих. Али мора да знаеме, Божјата љубов не осудува никого, па ни тебе. Зашто викам ни тебе? За кој ќе размислуваш. Ние не смеме да заглавиме размислувајќи само за другите што прават, како прават. Мора да заглавиме и ние што правиме и како правиме. На истиот начин мора да сакаме ние, за да може да ги сакаме и другите. Не е успешно поинаку. Пробајте, ќе видите. Мора да сакаме, луѓе. Мора да сакаме, од Господ создадени. Бог не сака. Цврсто да го држиме исповедањето на нашата надеж, непоколебливо, зашто верен е оној кој ветил. И да внимаваме на тоа да се поттикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела.
со Вики на почетокот ме праша што ќе збориш, викам за љубов, неисцрпна тема е, секогаш можеш да ја избереш и добро да си поминеш. Но не е така, зашто љубовта не е, абе Господ е изли. Божјата љубов и толку. Сега дај да збориме за нешто друго, за нешто поддуховно. Ајде бе. Има ли поддуховно нешто од љубовта? Не е така. Петар тука вика да се поттикнуваме едни кон други, еден кон друг кон љубовта. Затоа ние мора да ја зборуваме. И кога не ја зборуваме, да ја зборуваме. Што значи да ја покажуваме? За да се поттикнуваме. Ја верувам дека ќе поттикнуваме. Ја верувам дека ни еден збор, ни еден стих да не го разбереме. Ако се поттикнеме во љубов, е доволно и добра завршена работа. И Исус ќе рече, браво, добро сторено, верен и добар слуга. Го разбираме овој дел? И гледате што вика тука. Не напуштајќи ги. Не напуштајќи ги заедничките собирања, како што некои имаат обичај, туку да се бодриме еден со друг и тоа толку повеќе, колку што гледате дека наближува денот. Луѓе, можеме да си го дозволиме тој луксус, што не сме под закон да не напуштаме. Но гледате да не ги напуштате заедничките движења. Гледате, убави се. Ќе се поттикнуваме во љубов, во дарежливост, во мир, ќе се поттикнуваме некогаш, не знам, онака само мовет ќе правиме. Ништо. Филмови ќе раскажуваме. Но гледате да не ги напуштате заедничките собирања. Знаете како? Може би светот ни кажува, вие сте повеќе од раната црква. Вие имате сега дома да седите и на интернет црква да си правите. Така може светот налага. Или условите во кои уживаме. Но таа атмосфера од раната црква што била, тоа собирање никогаш не останало само за таму. Него е и како да се навраќаме и да се подсетуваме на истото. И тука сум пишал ниедно дело. Бог не е заинтересиран за твоите дела, за ниту едно твое дело. Но слушате го ова. Туку што правиш со љубовта што ти ја дал, од која произлегуваат дела. Бог е заинтересиран за тоа. Што правиш со љубовта што ти ја дал, од која произлегуваат дела. А за наше дело, ниедно не е заинтересиран. Ниедно. Ако треба уште еднаш ќе повторам, ама стварно ниедно дело. Али што правиме со тоа што сме го добиле како наследство? За тоа е заинтересиран. И не заинтересиран. Он е смртно заинтересиран, така нели изрека смртно заинтересиран, но не да каже сгреши таму, ова не го направи, она не го направи. Не го навива со нас. Навива, подбутнува. Го можеш синко и ова, го можеш синко и ова. Ти можеш и ова, ти можеш и ова. Ајде го Филипјани. Додека спремав проповедта, ми дојдоа не еден човек, не два, него цела фамилија. И секогаш некако е така, некако го осеќам тој момент кога Господ, може би некогаш, јас си викам да се насочам на кај мене, леле, како ќе испроповедам и се, и Господ секогаш ни дава некои луѓе и ти вика, има и други, ме разбираш, размислуваме, моли се за други ли се, и на таков начин исто и овој пат беше. Исто го препознавам тоа и ми е лесно. Мора да го препознаеме тоа. Како духовни битија мора да ги препознаваме тие работи, луѓе. Духовното се расудува и него никој не го расудува. А ние сме сите од еден до последен. Секој што го прими Светиот Дух е духовно битие. Откровението е тоа колку ние сакаме да го добиеме. И на таков начин Господ ми ги даде на фамилија и не само што ми ги даде да се молам за таа фамилија, него ми рече, има една многу убав наслов на Джойс Мејер, кажи им дека ги љубам. Да. Јас секогаш размислувам, некако одам во работите длабоко и викам, Господи, ајде им кажам дека ги љубам. Ама сакам ти самиот да им кажеш исто така, дека ги љубиш. Јас си ги поканам сега таа фамилија, не само да им кажам дека ги љубам, него сакам да им дадам чест на таа фамилија. За тоа што се, кој се и како Господ ги вреднува. И ја ќе ги повикам, може не им го знам презимето, але ми се многу драги пријатели и седат сите во еден ред
И сега ќе им текне зашто ја ги прашував дали ќе дојдат на служба и дали Ана ќе ја донесат да дава стихови. Може да ве поканам вие да излезете. Ајде. Биле? Домника? Да? Кај е мама? Не може без мама. Не може без мама. Не може без мама. Ајде. Главниот, каде без главниот? Што си е главен? Браво. Ама ти кажав и во четвртокот. Да. Господ те вреднува и захвалена за се што си направила за таа фамилија и за тие деца. Да. И јас можеше да биде и тоа доволно, но сакам навистински да ви дадам чест или да ви кажам дека Господ ви дава чест како фамилија. Ви дава чест но пред да се молиме за вас, може да направим уште нешто. Не е вино. Нема вака лесно да одржам, не е вино. Ја многу се потрудив. Не сум спио 2 ноќи. Да, не сум спио 2 ноќи, многу се потрудив, али верувате преку благодат се е можно. Сакам уште малку да се до потрудам, не успев зашто беше недела, али сакам да направам нешто. Може некој да ми помогне во сето тоа? Ја имав зборови за мајката нели во оваа фамилија и како Господ навистински ја вреднува и сакам тоа да го покажам. Сакам да гурамам се тоа, ама не стигнав, беа затворени продавниците. Но се потрудив навистински и направив нешто околу самите зборови што беа и им нацртав. Она знае зашто. Во четвртокот, додека имавме навистинско убаво време на обожавање, имав зборови за неа, дека ја видов како квачка, што си ги гледала своите пилиња и што секогаш била заштитнички настроена. И сега да не остане тука, него сада дозволи малци и пилињата да направат нешто за неа. Но ова е да се потсетиш на времето кога тие беле мали и кога вие така влюбени. Не знам дали гледате погледите на како изгледаат уствари долове вистински дека се влюбени. А децата, ова најверојатно е Домника. Мислам дека Домника секогаш барала нешто плюс. Така, била по... Ете така. И така да, Господ ве вреднува. Да, ве вреднува и оваа црква. Ве вреднувам и јас и Даниела како фамилија. И ја ќе ја викнам Даниела старичка. Може Данче да се молиш за нив. Да. Ајде да не биде сеја дека права. Може ли така? Ајде. Јас ти го желувам да ви дај Господ и вака. Додека го цртав ова, слушај, додека го цртав ова, викам ова е пророчки за нас. Сите ни викаат близнаци. Ако се ова близнаци пророчки за нас. Тоа ми дојде. Да, браво. Желам да му дај Господ. Да се радувате. Океј. Фала ти Господе. Фала ти за овие браќа и сестри. Фала ти што ја стави љубовта во нас и што ја излеа во нив и што ние можеме да го препознаеме тоа. Фала ти што се дел од нашата црква. Фала ти што се однапред избрани за да ја покажува таа љубов и да го шират Божјето царство. Кога ми речеле дека да се помолам и размислував целосно за вас и Бог ми даде една слика дека Божјата мудрост ќе ја надмудри оваа светска мудрост и дека Бог со таа мудрост ќе ви дава да донесувате правилни одлуки во вашиот живот. Јас мислам дека сега е периодот во кој што сте во некој пат, каде што Бог ви го покажува патот и ви ги дава одлуките. И едноставно сето тоа ќе го правите со многу мир, сето тоа ќе го правите многу лесно и ќе си речете, леле, како го правам се тоа така лесно, но сето тоа го правиме лесно бидејќи Бог ни ја дал таа леснина. Бог ни ја дал таа благодат да го правиме едноставно, а да биде толку убаво. Така да му благодарам на Бог уште еднаш затоа што сте дел од оваа црква, затоа што сте прекрасно семејство и мило ми е што ве познавам. Бог нека ве благослови. Фала. Еве ви го ова, да си го завиткате. Да. Супер.
Ајде. Дај Бог една вака кошничка да си ја напуни со дечиња внатре. Амин. Ете така. Супер. Да. Денеска ние годишница. Вау. Види, ја не знам, ама пак ќе речам, Господ знае. Господ знае многу работи, така да... Вау. Супер. Така да, ова кој ќе превари за оваа слика? Инаку исто и за вас, значи. Си имате 2 деца. Так. Супер. Да. Вау. Го читаме Филипени, така? Не го читаме? Хајде. Ваквите работи го топлат срцето на човекот. Ваквите работи го топлат светото. Значи, не тоа што јас се потрудив да саат, или што не знам како го нацртам цртежот, сигурно некој или многумина од вас може подобро ќе го нацртаат, него љубовта Божја го топли срцето на човекот. Љубовта Божја не те остава. Усвари, те тера да го дадеш најдоброто од себе. Така можам да се изразам. Љубовта Божја те тера да го дадеш најдоброто од себе. Во моментот какво е, такво е најдоброто од себе. Многу пати зборуваме за креативност. Јас знам дека од пред 6 месеци, не знам дали памтите, зборував за креативност и како да се придвижија некои работи. И сега сакам да охрабрам сите оние што во себе си мислат и се наоѓаат. Види, која креативност се зборат луѓето? Ја не знам ни да цртам, не знам ни да пеам, не знам ни да слушам дури музика, не ме бива, не знам ништо. Не. Божјата креативност е многу поголема. Создаде се и како такви не создаде во многу работи да сме креативни. Знаете, понекогаш светот ги одвоил некои како најважни, како музиката, како уметноста и се, но немојте да очујувате. Дури понекогаш сте на подобро тло. Некогаш тие што се талентирани можат да се држат на талентот и тоа што сетиот тук малце да не им значи. Или да им значи, ама како да не го слушаат, зашто имаат сигурност во талентите. Но некој што мисли дека нема таленти, таму Светиот Дух може многу повеќе. Може многу повеќе да делува, да действува. Затоа немојте никој да очувате. А па мене Господ не ми дал да цртам или да пишувам романи или да пеам. Господ ви дал доволно многу да бидете креативни. Во областите. Најдете ги областите. Филипјани, 1 глава, од 9 до 11 стихови. И затоа се молам вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во целосно познавање и во секакво расудување. Го кажав тоа. Божјата љубов не смееме да ја сведиме само на чувства и на емоции. Божјата љубов треба да расте во секако расудување, во секако разбирање на работите. Луѓе, понекогаш Божјата љубов ти дава тие пророштва да ги видиш и да ги кажеш, зашто ти ги дава со разбирање. Инаку би биле суви или понекогаш дури би боделе некого. Би било многу погрешно. Затоа збориме цело време и ги имаме тие поучувања дека секое пророштво, поучување, се. Исус го нарекуваа секако. Учителе, рабине го нарекуваа исцелителе, го нарекуваа миротворец, но го препознаваа по љубовта. И Исус што рече? И вас ќе ве препознаваат по љубовта. Така да расте љубовта во нас. Љубовта знае да расуди. Љубовта не мора секогаш да се води по чувствата и по емоциите, зашто ќе грешат. Еднаш Боран зборуваше, не им верувајте секогаш, посебно на славење на такви работи, на чувствата и емоциите. Стварно не им верувајте секогаш. Љубовта расудува. Љубовта знаете што прави? Одлучува. Може би нешто најбитно. Љубовта одлучува. Мартин Лутер, кога видел што прави католичката црква, кога го викнале таму во поголемите кругови, знаете што ми рекол? Јас стојам вака и поинаку не можам. Одлучил. Љубовта одлучува или те прави да можеш да одлучиш. За да можете да го разпознавате она што е подобро. Имаме молитва за човек. И имаме работи што во човекот носат некоја, може би, погрешна ситуација или се. И Господ ни ги дава.
да ги гледаме сите тие нешта. Но ни вика да разпознаваме она што е добро во тоа. Љубовта те прави да разпознаеш што е добро за тој човек. И на таков начин и молитвата да ја имаш, на таков начин и да го охрабруваш. Ние сме духовни, можеме да видиме многу работи во луѓето. Леле, тој е таков, тој е ваков, тој е ова, тој е она. Но, а љубовта те прави да го гледаш доброто во тоа. И на таков начин да се молиш. За да бидете искрени и безпрекорни за Христовиот ден, исполнети со плодот на праведноста која е преку Исус Христос за слава и пофалба на Бог. Во поема кој ќе влезете лево има еден стих, Осија 10:12, мислам дека беше така, 18. Да, и таму пишува сејте праведност и ќе жнеете љубов што не изневерува. Знаете, ние ја имаме Божјата љубов. Ја вака го гледам тој стих. Сејте праведноста што е во вас према луѓето и од нив ќе жнеете љубов што не изневерува. Не само од Бог. Од Бог веќе ја имаме таа љубов што не изневерува. Но ако сееме праведност што е нам ни е дадена, ќе жнееме љубов што не изневерува. Ќе жнееме. Амин. Бевме во сега почеток на септември на одмор и таму со некои луѓе се запознаме на плажа и ова е како сведоштво, што ја верувам дека посебно за љубовта, таа е толку делотворна што секогаш се проследува со сведоштво. Никогаш во твојот живот не можеш само на празно љубов, секој ќе те праша ти дело на љубовно нешто или си увидел нешто вако ова што го зборуваш или само тоа е љубов научена. И бевме се запознаме со едни луѓе и почнеме да збориме и човекот, јас знам дека секогаш кога, кога ќе запознаш со некој и ќе ти рече ти што работиш, што преживуваш животот, се и си го чекувам ја тоа, он веќе си кажа, човекот си беше отворен, се со фамилијата негова седнати. И вториот ден веќе еве го не може да издржи, а ти момче вика што работиш? Ја викам ќе бидам мудар сега, нема да изреагирам и му викам што мислиш ти према брадава, што работам? Знаев дека си поп. Полека, викам, малку полека. Но се отвори атмосфера да му објаснам, што правиме, како правиме, што се случува се. И почнаме да збориме и они, скоро цела фамилија, мислам, во тој момент беа со жена му и со ќерката, нешто научници тоа студирале, тоа се, и се отвори убава дебата, научното, Бог, вака, така си, збориме се, но кога имате ставот на љубов, да не вие ги надзборите луѓето, разбираш, него да ги допрете. Или само да им кажете за Господ да ги допре. Така е може најдобро. Тогаш сте на добро тло. Тогаш и дури нема да ве поразат. Тогаш сте на добро, зашто ги сакате. И после и авторитет имате врз нив. Што нема да го злоупотребиме. И што се случи? Избориме се и не се согласиме. Ама не треба ни да се согласиме. Разбираш, ако се согласиме во моментот ќе биде правење лице. Да. И не согласиме, али убаво си направиме МВЦ и одиме на дома и Данче ми вика да не претера, вика да не луѓево мислат чудаци вака така, па утре ни да не се видиме, а не се да плажа. И кога одиме друга ден на плажа и не се таму, леле, знаеш, а ја и викам, не Данче што не претера, него вечери Светиот Дух ќе и посети, ќе видиш. Не може така. И еден ги нема на плажа и 10 минути поминуваат. И викам, Данче, смирено. И ете го трча. Абе, кај сте бе, ние сме таму подобре, дојдете со нас да седите. И Данче се врти, се гледаме, само добро се насмеавме. И луѓето така соживеа со нас за тие 5 или 6 дена, што на крај дури до плачки дојде ако се... Значи, и ние ги засакаме, ме разбираш, многу. И они. Но, кога Исус вика, ќе ве препознаат по љубовта, по тоа ќе ве препознаат на вистински. Дури еден збор да не отворите. И така убава атмосфера се направи, па телефони си запишаме, па се направи атмосфера и за моабетење за Господ. И знаете ли што ми викаат? Вечерта кога се појдоме, тоа што ни збореше, вика, не ни беше јасно, и пуштиле некој филм Case of Christ. Тоа е каде човекот оди, е некој писател, уметник, и оди цело време да докаже дека Исус не постои, дека Господ нема врска, и на крај се обраќа човекот, станува наново роден. И го гледале тој филм. А јас знаев дека Светиот Дух ќе работи во нив. Знаете, мора да го имаме тој увид. Али преку љубовта
побрзо ги допираме луѓето. Дури избор која нема да кажеме. Ево уште едно сведоштво што ќе ви кажам, вујко ми имаше, не е тоа ни мозочен удар, али му се случи нешто во животот и беше така потресен, а ја во тоа, баш во моментот кога му случи, ја бев на гости и не можете одма ни да појдете, не е ни добро да појдете одма, али се слушнав одма со луѓето околу него што се, како е, добар е се, ама немаат потреба да му кажат одма, а и нема потреба да му кажат одма, Илија се јави. И вујко ми се налути, мислејќи дека не сум се јавил да прашам како е, што е, а ние не само што му се јавив кај војна ми, кај другите пријатели тука да него и одма викам чекај да се молиме прво, на гости бевме, викам да се молиме за човекот, а после се друго и гости ќе тргаме и се. И вујко ми се налути. И знам со Коки еднаш бевме во канцеларија и он дојде, виде дека сме кај него канцеларија, виде дека сме дојдени и замина. Добро, борете. Го разбирам, мисли погрешно сватил, но еднаш отвори атмосфера, бевме на некој роден ден и таму војна ми. Вујко ми не беше таму и војна ми, начекав шанса и викам војна вака. Да му кажеш на Вујче, не знам, викам како е, што е, осеќам, викам дека ми е луд. Да му кажеш на Вујче дека одма се јавив да праша како е. Во неделата викам не ви дојдовме зошто тазе излезени да не правиме гужва и викам не само што се јави, него викам и се молевме за него. И се стопи. Се стопи. Луѓе, кои ќе им кажете, понекогаш толку брз живот живееме, што кои ќе им кажете на некои луѓе дека размислував за тебе или па се молев за тебе, тоа ги топи. Тоа ги топи луѓето. И војна ми се стопи. И кога и да ја биде данче да ни дојдете, вас највеќе ве цениме, вас вака, вас така. Така да го стопи и мразот. Што беше? Ја не верувам дека ќе имаме несогласности меѓу луѓе, некогаш дури и погрешно, онака расипан телефон, прекажани работи и се, но љубовта го топи мразот меѓу нас. Амин. И ајде уште еден пример еве. Пред неколку дена бевме на Забар, и Забарката знае дека нешто околу црква работа на судбата, ама не е јасно, ама еднаш зборевме, правевме убав мовет и начна некоја тема бе сонував сон. И ја не истрчав одма да ја кажам, а добив одма како увид, што значи сонот. Него не истрчав за да не помисли, вие и со толкување на сонови работите. Не, така не одат работите, нека е Бог. И затоа си поќутев. Си поќутев и размислував и после 2 дена требаше пак да одиме на истата Забарка. И после 2 дена и одам и завршува работа, нели, со Завите, со Данче. И на крај на одење викам, Мила, размислував 2 дена за твојов сон и сакам нешто да ти кажам, што ја мислам дека е, што Господ ми зборуваше, а што нема врска со толкување на сон или било што. И ја охрабрив и го кажав и вика, интересно размислување, но ја стопи кога и реков, размислував 2 дена за сонот. Знаете, луѓето некојаш немаат време да јадат од брзање, а не да размислуваат за некој што еднаш се гледаат во годината. И тоа е стопи. Овој човек е поразличен. Размислувал од 2 дена и ми рече, вика, стварно си размислувал за мојот сон. Значи сигурно она го забравила. Така да љубовта го топи мразот меѓу нас. Затоа го кажав ова, луѓе, никогаш и на црква да обстане, требаат сите тие 5, 6 или колку и да се сега према потребите служби, дарови, било што, но љубовта им дава вистински вкус на истите. Значи вистински вкус им дава. Затоа и љубовта измеѓу, нели, Павле кога зборува во Коринтијани за даровите, зашто вика Павле вика тоа е посовршен пат. Ова е тука, ќе стои, ќе треба за изградба на црквата, но љубовта, Павле вика, е посовршен пат до срцето на човекот. Затоа, да не се разбереме. Затоа Исус го викаа и учителе секако, зашто он ги имаше тие дарови. Он ги поседуваше и он ги поучуваше народ, го исцелуваше народот, но го препознаваа по љубовта. Вика, ова твоево друго учење е некако авторитативно, не е како овие само зборови да кажуваат. Негово твоево некако, знаете зашто? Зашто љубовта му дала авторитет. Љубовта му дала авторитет, виделе дека луѓе, он ги сака. А тоа и го покажа на крстот. Иако видовме дека по тело не му беше лесно. Ако може, нека му одмине оваа чаша. Него нека биде твојата волја, не мојата, Господе. Слушате, ова е интересно што сум го пишал. Љубовта ти брца во джебот и те прави да си дарежлив. Така е, јас сум го видел тоа. Значи,
скоро секој пат кога сум бил дарежлив, сум бил поттикнат од љубов за луѓето. Знаете колку пати сум имал увид дека ќе бидеш дарежлив и дека ќе слушнеш муавет за тебе? Ама не го гледаш тој дел, тој вториот. Љубовта ти вика, тоа осте. Ја ги надминувам тие работи. Ја можам. Ти брцни во джебот и биди дарежлив. Го разбирам овој дел? Љубовта ти брца во джебот и те прави да бидеш дарежлив. Ниедно нешто друго не може да ти брцне во джебот. Ниедно не може да ја донесе слободата за ти да брцнеш во джебот. Љубовта го може тоа. И ти вика, иако гледаш, иако си духовен, можеш да ги видиш тие работи, продолжи понатаму. И затоа можеме да ги сакаме луѓето. Затоа можеме да ги посетуваме луѓето. Инаку, ако гледаме, во секој еден ќе видиме нешто што ни смета. Или обратно. Понекогаш јас осеќам што смета ке другиот од моја страна. Сосеќа тоа. Тоа дали ќе сакаш да го смениш или не, твоја работа е, подобро е да го смениш. Нели? Не секогаш по потребите на луѓето да се менјаваме, но по потребите на Светиот Дух. Така може. Но љубовта, пак ќе кажам, љубовта го крши мразот меѓу нас луѓето. Амин. Изреки 10:12 коки. Многу пати учениците се повикуваат на што е кажано во Стариот Завет, ама некако му даваат подобар вкус. Во Стариот Завет не многу разбирале љубов. Ја бар така мислам. Да, посебно законот не им дозволи многу да размислуваат на таков начин, затоа и они се плашеле од Бог. Затоа ние во слобода можеме да кажеме Бог е љубов. За нив беше Јахве, јас сум тој што сум, што грмеше, што идеше со темен облак. Така? И што кој ќе збореше, сите се разбегуваа. И имале допир од тоа. Например, Давид, по Божјото срце човек. Сигурно го разбрал тоа, правил глупости и пак вика, Господи, ама ти ме сакаш, ама ти, јас сум ваков, ама ти ме сакаш. Значи, имало поединци секојаш. Но ние сака од црква сме повикани да ја разбираме таа Божја љубов. И вика, кој намигнува со очите? Кој оди? Кој стих ти реков? 12. Омразата предизвикува раздори, а љубовта ги покрива сите, ова пророчки било во тоа време, ги покрива сите гревови. Сега, овдека главниот превод е сите грешки. Не е гревови, сите грешки. И јас согласувам за тоа. Согласувам зашто имаме ние стих, тоа е 1 Петрова 4:8, кој ќе најде го, каде што и Петар вика, но ќе видиме таму, па кај Петар пишува баш син на англиски, баш гревови. Но сакам да го објаснам овој дел. Овој дел е многу важен и можеби и со тоа ќе завршиме. Вика, слушате го, пред се имајте сесрдна љубов меѓу вас, зашто љубовта покрива многу гревови. Љубовта не може да покрие ни еден грев што веќе е тргнат. Тоа да ни е јасно. На крстот беа земени гревовите и љубовта не може пак да припокрива. Овој контекст е, затоа Петар вика, пред се имајте сесрдна љубов меѓу вас. Овој контекст е, ако ќе видиме дека правиме грешки, да можеме преку љубовта да ги надминеме. Преку љубовта да ги надминеме тие работи. Не да ни се прости за спасение. Не станува збор. Затоа пишува меѓу вас. Љубовта меѓу вас. Го разбирам овој дел? Љубовта не може да покрие ништо што веќе е тргнато, него љубовта може меѓу нас да направи она што реков, да скрши мраз. И да рече, во ред, брат, ми сгреши. Стварно ми сгреши. Ама одам преку тоа. Го покривам и навистина продолжуваме како што било од секогаш. Знаете, еднаш зборев за бракот. Еден брак може да биде одржлив. Само двајца ако сакаат. Ако сакаат двајцата, се е можно. Ако сакаат бракот да биде одржлив, се е можно. Го разбираме овој дел? Така да не бидеме ние да покажуваме со прст на еден или на друг. Да ги слушаме двете страни, понекогаш дори да не се пуштаме во како се вика тоа, во објаснување или не знам, дури и храбрење за кои и не сме ни повикани,
Но едно мора да знаеме. И не само за брак, и за пријателство да обстане. Ако двајцата, сигурен ќе обстане. Али еден не може само да влече. Разбирате? Така да, јас овој стих го гледам на таков начин. Ова знаете ли како е? Вие сте татковци повеќе да тука, или мајки, добри татковци и мајки, или, например, синов што залута, убавата приказна за изгубениот син. Таткото, кога го виде синот, не одлучи да го љуби и да му прости гревовите. Уште пред да замине синот, одлучи. Ја овој стиг на таков начин го гледам. Значи, уште пред да ја и Звонко се скараме, ја одлучам дека љубовта што Господ е ставил, ќе ги покрие тие работи. Што ги мислел или што јас сум ги мислел за него. Го разбираме ова? Така да, затоа Исус можеше да разбере, зашто уште пред он виде дека ќе направиме глупост, ама имаше сила да поеде на крстот. Пијаново е многу во према атмосферава, браво, али да не се водиме многу по чувства и по емоции. Што би сумирало, ако може да се сумира на сето ова, што е можеби секогаш неискажливо доволно, секогаш може и плюс, но ако, како што го правил тоа и Јован, како што го правил тоа и Павле, како што го правил тоа и Исус, ако не ве поттикнам да се сакаме едни со други, со Божја љубов. Со човечка љубов едвај можеш еден да сакаш и тоа не знам колку години можеш да трпиш. Еден мислам за брачниот другар, ако пробаш само со човечка љубов, толку еден ќе сакаш, ама и не знам колку години се то. Али со Божја љубов може. Зашто Божјата љубов не се води по само чувствата, удобно ми е, вака ми направи, така ми направи, овој пат беше убаво, ми купи и цвеќе, ми купи и се, али најнаш одма утре, ни цвеќе, ни не знам, ни саат, ни ништо. Не. Љубовта така не реагира. Љубовта бара начини да преброди, бродоломи, да преброди чуда, но да изнајде начин како да биде тоа решливо. Амин. И понекогаш не треба да ги форсираме работите. Некогаш работи намерно се направени за да легнат, за да видиме и ние кај сме, и тој до нас кај, и црквата кај, и да можеме да делуваме. Љубовта е основа на се, луѓе. Знаете што значи? Тоа значи дека ако паннеш, паѓаш на перница. Во Господ паѓаме, во Господ стануваме. Што значи тоа? Се сопнуваш, паѓаш, ама паѓаш на раката на Бог. Што е љубов. Никогаш нашиот пат би бил огромен ако Господ е тргне раката. Да, така да и кога паѓаме, во Бог паѓаме, и кога стануваме, во Бог стануваме. Тоа значи пак сме во удобна зона. Да ги преиспитаме нашите мисли или идеи или мотиви пред се. Вчера со некои луѓе зборев, им кажав, ја верувам дека 90% главоболките доаѓаат од нашата глава. Да, ниту ѓаволот е крив, а Господ никогаш. Главоболките доаѓаат од нашата глава. Без разлика кој се вмешал во сето тоа. Ние имаме можност, шанса да го скршиме тој мраз. Амин. Не знам, остану што да ви запе, ами толку. Вака, сакам уште нешто да направам. Ете, веќе го даваме чест, сакам да им дадам на чест на едни луѓе што дојдаа од далеку, ресене меѓу подалечните места, и што Господ ги стави во моето срце, и веќе се дел од моето срце, така да ја ќе ги поздравам, а и вие поздравете ги јавно. Стивен веќе го знаеме, он се крштеваше на последното крштевање, но пријателот негов дојде да не види, да не посети, и ја мислам дека добро стори. А тоа треба и ти да го кажеш. Така да, ептен ми се мили, ја верувам дека ќе станат мили новаа црква или веќе се мили новаа црква, но најпред се сте му мили на Бог. Да. Така да, охрабрете се и само напред. Само напред. Засукајте ракави и напред. Назад никако. Да, назад никако. Океј? Ве оставам во благослов. Тоше викаше, знаете Тоше Проевски, таа пејач од нашто викаше, ве сакам сите. И ја ве сакам сите, али Господ многу повеќе ве сака. Да знаете.